Распоред на работно време. Броя состава 4 притворени 127. Избори за живење. Там има какво? Добар ден на сите. Денес сме овде во казнено-поправната установа Кашање во Кумановско со цел да означиме и официјален старт на пописот на населението и домакинствата. Дојдов и самиот да се уверам како тече попишувањето и можам да ви кажам дека се е во најдобар ред и по правилата и протоколите пропишани од надлежните институции и по стандардите пропишани од Државниот завод за статистика. На овој начин, практично од денес, од 1 март, започнува попишувањето во казнено-поправните установи, во воспитно-поправните домови, значи на затворениците, притворените лица. Исто така и други категории на граѓани можат од денес да се попишуваат и треба. Припадниците на армијата, нашите дипломати и нивните семејства во странство, бездомните лица исто така, но и диаспората. Од денес е отворен и регистарот за диаспора на веб страната на Државниот завод за статистика и до сега тече се во најдобар ред и согласно утврдените стандарди. Би искористил оваа прилика да упатам порака до граѓаните дека е ова многу важна операција и да ги повикам активно да придонесат за развојот на сопствената држава. Собирањето на овие информации е корисно за сите, за да можеме да ги креираме политиките и во образовна смисла, и во финансиска, и во економска, и во здравствена, и во сите други аспекти. Мислам дека сите дискусии завршија некаде минатата недела, откако и Евростат верификуваше со јавна изјава дека и законот за попис, и методологијата според која се спроведува пописот се направени согласно највисоките стандарди. По таа верификација од Евростат, мислам дека сите дилеми кои што ги беа наметнати во јавност од политичките фактори пред се и од политичките партии се расчистени. Сите треба да имаме доверба во пописот затоа што е навистина професионално се изведува според точно утврдени правила и стандарди со сите заштитни мерки поврзани со COVID-19 и можеме на еден брз и ефикасен начин да го завршиме во интерес на граѓаните, а и да ги собереме потребните податоци. Искористил оваа прилика и уште еднаш да апелирам и до политичките фактори, да се сопре со политизацијата на пописот, да се сопре со дополнително оспорување на пописот и наспроти тоа сите политички партии, сите политички фактори да се обединат и да испратат истата порака граѓаните активно да учествуваат во пописот, затоа што тоа е интерес на сите. Единствена држава сме која што 20 години нема спроведено попис и верувам дека е време дојдено после скоро 20 години со заеднички сили, со учество на сите граѓани, на сите етнички заедници и на целиот народ во оваа операција да ги добиеме вистинските информации за да можеме да креираме добри политики. Добар ден на сите, благодарам за поддршката која што ни давате во информирањето на граѓаните. Еве денеска одбележуваме отпочнувањето фактички на процесот на попишување. За нас пописот денес започна, како што кажа и министерот Маречич, започнуваме со попишувањето, претходното попишување, така стручно го нарекуваме, на лицата кои што се наоѓаат на издржување на казни во воспитно-поправните институции, со попишувањето на бездомниците, со попишувањето на припадниците на армијата кои што се наоѓаат во службените објекти и надвор од државата и со попишувањето на нашите дипломатско-конзуларни представништва и нивните семејства. Истовремено од денес е отворена апликацијата за само попишување во странство, која што функционира уште од самиот почеток. Интензивно добиваме информација дека нашите сограѓани во странство се ја користат максимално. Да посакаме успех на целата операција и како министр да повторам и јас. Ова е операција која што е во интерес на сите граѓани на оваа држава.
да ја завршиме како што треба, кориски имаме сите. А ако направиме проблем во смисол да одбиваме да се попишуваме, да одбиваме да отвараме врати на попишувачите, си правиме штета само на себе си. Благодарам. Добро, символично почнуваме од Куманово, како што најави министерот и директорот на Заводот за статистика. Од денеска во наредниве 2 недели ќе бидат попишани 2200 осудени и притворени лица во казнено-поправни и воспитно-поправни установи на територија на Република Северна Македонија. Пописот ќе се одвива во неколку фази и ќе бидат ангажирани 4 овластени попишувачи во текот на овој процес. Толку би било доколку има некои прашања. Стигаат поплаки до медиумите, претпоставам до повеќето од државјани нели на Република Македонија кои се во странство, дека не може да пристапат на апликацијата за да се попишат. Имате ли ви информации за какви проблеми станува збор кога тоа ќе профункционира, како ќе се надминат и дали ќе бидат попишани или ќе остане така таа работа ќе се договлече? Моите информации се дека апликацијата е функционална цело време и дека се попишуваат. Значи пристапот до апликацијата е многу едноставен на нашата веб страница и до сега она што го добиваме како информација дека имаме постојано само попишување од страна на нашите државјани. Искрено не знам дали има одредени проблеми, меѓутоа на нашата веб страница сите може да се обратат со било каков проблем. Агенцијата која што изготвуваше апликацијата е должна во рок од најкраток можен да ги отклони било какви проблеми во однос на пристапот на апликацијата. Меѓутоа јас ја имам информација дека постојано тече само попишувањето, дека нема прекин. Можеме ли за бројка првично да... За жал не можам да ви ја дам оваа бројка, бидејќи во минута се менува. Во минута се менува, ние моравме да ги исклучиме телефоните, сега кога бевме внатре немам таа информација, но сега го ќе добијате во текот на денот. Противниците на пописот го релативизираат, да речем, тој казнен или прекршичен дел со кој би можеле да се соочат граѓаните кои ќе одбијат да се попишат. Ова претворувам за резидентите во земја. Може ли да ни објасните со какви санкции може да се соочат граѓаните кои ќе одбијат да се попишат? Мислам дека е ова многу прецизно регулирано со законот за попис, каде што има два типа на санкции. Едниот тип е на оние кои што одбиваат да даваат податоци или ќе даваат погрешни податоци и кои што подлежат на прекршочни пријави. Мислам дека таму беа казате од 200 до 300 евра во денеска противвредност. А вторе е санкциите кои што се однесуваат на оние кои што учествуваат во пописот, кои што ќе ги злоупотребуваат тие податоци, евентуално би ги злоупотребиле тие податоци, каде што имаме и кривична одговорност и мислам дека максималната казна беше до 5 години затвор. Значи тоа се однесува на нас кои сме се учесници во пописот и јас се надевам дека никој нема да има потреба да биде подлежан на овие санкции, туку дека сите ќе сватиме дека оваа операција во интерес на нас, на граѓаните на оваа држава и дека ќе ја поддржиме максимално, ќе бидеме сериозни во тој дел. Само кај техничките проблеми кај што беа. Значи, да, странство секој онлайн покажува дека има технички проблеми. Ако се надмина тие се надеваме. Значи има проблеми да напишат матичен број. Не, имаше еден проблем со матичните броеви за лица кои се родени по 2000 година, тоа е надминат проблем, уште веднаш. Да, а тие што су родени надвор од државава и овие што су резидентни тука кои немат државјанство, како може да се подпишат додека немат матичен број? Законот за попис е дециден. Во странство може да се попишат само државјани. А внатре? Натре, тие што нема државјанство, има процедура како се попишуваат, тоа попишување ќе биде од 1 април. Дали во сите казнено-поправни установи денеска е започнато? Не, од тука тргнавме и сукцесивно ќе одиме организирано во сите казнено-поправни установи. На подкатегориите каде треба граѓаните да се изнесат за верската или етничка припадност е напишано само на македонски јазик. Зошто е така? Не е само на овој дел, значи ова се можните одговори кои што ги презема попишувачот, а не ги дава попишуваното лице. Попишуваното лице ја дава изјавата на својот мајчин јазик и така се заведува во апликацијата. Пребарувањето не е само на овој дел, туку на комплетно сите класификации кои што ги користиме се на македонски, бидејќи се огромни и никој не можеше ги преведе во државата, тие се менуваат на 2 години. Значи само класификацијата на занимање некаде 450 страници, таму има некаде околу 60.000 различни типови на занимања.
Значи беше невозможно да се преведе, бидејќи станува збор за стручна терминологија и ниту една агенција, дури ни агенцијата за, како се вика, за чување на јазикот, како се викаше таму, не се нафатила да го направи. Заврши ли огласот за попишувачи, за теренските зборуваме, дали ќе успеете да направите тимови со оглед дека за секој регион е потребна различен профил на Да. Заврши со текот на вчерашниот ден, заклучно со вчерашниот ден, колку што јас сум информиран, има некаде околу речиси 8000 пријавени, да сега се прави структурата да видиме како е по територија, односно по пописните райони, да видиме каква е структурата по населените места и се она што е потребно таму, нели, запазување на правишната застапеност и така натака, користењето на знаењето, познавањето на јазици и слично, да видиме структурата и ќе ако нема доволно, ако ќе реагираме соодветно. Ќе има веднаш нов конкурс, ако нема, јас се надевам бидејќи нас не требаат околу 6000 учесници, дека ќе има доволен број на кандидати, меѓутоа ќе видиме, се решаваат тие проблеми лесно. Во однос на санкциите, оние кои се противеа на пописот, ги уверува граѓаните, односно иселениците, да не се попишуваат затоа што санкциите не можат нив да ги опфатат. Дали ова законот го предвидува? Значи, најголемата санкција за сите нас е да немаме доволен фонд на информации. Еве 20 години че се немаме попис, поголема санкција од тоа имали за сите нас. Значи, јас ги охрабрувам, не е проблемот некој да се казни, проблемот е да ги собереме поатоците, бидејќи тие се за сите граѓани потребни во оваа држава. Ако сакаме развој на оваа земја, а тој развој се прави исклучиво ако имате информации. Денеска најскапата работа во светот е информацијата, навремена, точна и квалитетна информација. Ако сакаме квалитетни информации, а врз основа на тоа и квалитетен развој, треба сите да учествуваме во пописот да се попишеме. Последната работа на која што јас размислам воопшто во овој момент се санкциите. Директорот Спасовски, ако може, претвореникот Сашо Мијалков овие денови ги поминува, нели, во тие, како да кажеме, ковид изолација, но од кога ќе заврши тој период, каде ќе биде сместен, дали изработен план за безбедносен план за негово интегрирање, како да кажеме, во стражниот затвор. Шутка, бидејќи сепак станува збор за профил со висока безбедносен ризик, бидејќи, нели, да не се доведеме да имав многу непријатели како еден наш поранешен политичар, па избега така. Ќе обезбедите ли потребната безбедност и каков е планот, каде ќе биде распорен, како ќе изгледа неговиот престој таму? Како и што сами рековте, лицето притвореникот Сашо Мијалков се наоѓа во истражниот затвор Скопје до правосилноста на пресудата. А каде ќе издржува затворската казна зависи од судијата за извршување на санкции. Од кога ќе го добие упатниот акт, ќе се јави во затворот во каде што му е даден упатниот акт, а ние потоа ќе ги превземеме сите неопходни чекори по извршена социјална, психолошка анамнеза, по процека на безбедносен ризик, каде ќе биде сместен. Апсолутно ви уверувам дека во овој момент можеме да му ја гарантираме безбедноста и на притвореникот Сашо Мијалков и на сите осудени и притворени лица. Бидејќи имавме мал скандал исто со притворениците Милена Киевски и Спиро Ристовски во истата тај установа, за тоа ги поставуваме и овие прашања. Дали имаше мали инциденти, ако паметите? Сигурно дека се сеќавам. По однос на движењето во текот на денот, по однос на паузите, затоа мислам дали ќе има посебен план како он понатака ќе го поминува таму престојот. Дали му следуваат и прошетки и Така, изготвен е безбедносен план конкретно за притвореникот Сашо Мијалков, за неговото движење, конкретно за шетњата и сите, за се запазени сите безбедности протоколи и стандардни оперативни процедури, за да не дојде до било каков инцидент од било каква природа. Директоре, имаме прашање во затвор Куманово за прв пат за случајот Алмири ќе дојдат да прележат затвор на истиот ден двете страни. Дали имате добиено значи решение од судот дека денес треба да се пријави или да се одлага ова држање на затворска казна? Според моите информации од судот, сите инволвирани, освен лицето Бобан Илиќ, денеска треба да се пријават на издржување на казната затвор тука во затворот во Куманово, на 8 Бобан Илиќ, за кој имам информации дека му е одложено издржувањето на санкција до 1 јуни. Зошто? Тоа е прашање за судот.
зошто му е должен. Како мислите, дали мислите дека ќе има за безбедносни причини или семејни причини нема е одлагана таа одлука и како мислите да го регулирате ова, пошто можда има некој безбедносен ризик натре? Одложувањето на упатниот акт на лицето Бобан Илиќ е од страна на судијата за извршување на санкции. Од кои причини јас не знам, претпоставувам дека се безбедносни причини, меѓутоа уште еднаш ќе потенцирам дека и како на Бобан Илиќ, така и на сите инволвирани во тој немил настан, ние можеме да им ја гарантираме безбедноста. Господине Спасовски, за пописот, се гледа тоа што е затвор и се знае како се движење и така натаму. Каков е интересот на затворениците, дали ќе одат еден по еден, па ќе ги прашуват дали сакате да се попишете или не, и дали МВР ги обезбеди на постапка сите лични карти што ви написува кај затворениците? Така, најголем дел од личните документи на сите осудени притворени лица се обезбедени од страна на МВР. Секое лице, согласно безбедносните и здравствените протоколи, стражарно ќе биде спроведено до пунктот каде што ќе се одвива самиот процес на попишување. Сите простори пред и по завршување на самиот процес ќе бидат дезинфицирани и сите се запазени сите мерки здравствени, особено во делот на да не дојде до трансмисија на вирусот. Во овој момент немаме позитивни лица во ниту еден затвор, ниту суспектни на коронавирусот. Слушаме додека сме тука кај затворот во врска со реформите во судство. Се гледа дека имаше многу судски решенија што имаат револт кај граѓаните и протести. Како ќе го регулирате ова, да не дојде да некој нов конфликт или нешто пошто говор на омраза во социјалните мрежи се расти многу? Говорот на омраза е кривично дело, така што ние секогаш како влада сме се застапувале за спуштање на какви било тензии, за оставање секоја институција да си го и работи своите должности и затоа што само на тој начин може да ги заштитиме и граѓаните и да речам јавната безбедност на среден и на долг рок. За многу случаи во јавноста предизвикуваат и реакции, и интерес, и различни мислења. Она што е должност на владата е да овозможи судот да одлучува непречено за сите постапки, и оние кои што се во тек, и оние кои што завршиле, и оние кои што се повториле, конечната одлука има судот. Ако сакаме да градиме правна држава, ако сакаме да градиме стабилен систем кој што ќе дава резултати, треба судот врз основа на докази и само врз основа на докази да ги носи одлуките. Меѓутоа не е на нас политичарите да пресудуваме или да кажуваме судска одлука дали за било кој случај, дали е некој виновен или е невин, или пак колкава треба да биде казната за. Освен апелот, кои се ваши мерки да правите реформи во судство? За секој случај има можност било кој од странките пред судскиот совет да ги отвори, да ги изнесе собствените сомнежи. Судскиот совет е должен да ги провери наводите на било која странка во било кој случај, дали се основани или се неосновани. Јас би ги повикал сите што имаат сомневање во кој било случај да го упатат представка до судскиот совет, за да може да ги разгледа наводите. Ние ги создадовме законските услови уште во 2019 година и со законот за судови, и со законот за судски совет, и со законот за совет на јавно обвинителство, и со законот за јавно обвинителство, се извинувам, минатата година. Од тогаш до денес имаме 11 суди разрешени, имаме и други постапки, имаме интерен план на судскиот совет за проверка на работата на судовите и на председателите на судови и мислам дека е тоа добра основа за да очекуваме дека ќе има поинаков квалитет во судството и дека тоа ќе даде резултати. Ние како извршна власт сме на располагање на судската власт за создавање на услови, за обезбедување на ресурси и за создавање на политичка клима во која нема политичарите да ги утврдуваат судските пресуди. Министре, што туку завршил со изјави премиерот Зоран Заев и меѓу другото споменал дека вие сте првиот министер, односно сте првиот човек кој сте знаеле дека Сашо Мјалков планира бегство. Не верувам дека сум првиот човек, меѓутоа веројатно сум првиот член на владата. Значи се работи за една неформална средба која што има во петок вечер со еден обвинител, кога ми беше представено
дека постои гласина, значи внимателно ги бирам зборовите гласина, дури како чаршиски муабет беше означено, дека е можно такво нешто. Јас како човек кој што води сериозна институција, укажав на обвинител дека треба да се проверат гласините и доколку, бидејќи не ми беше соопштено кој е изворот на информации, тоа беше зачувано како податок кој што не ми е достапен, ниту пак ми го кажа обвинителот. Јас замолив да се проверат тие наводи и доколку тоа има основа и доколку се потврдат тие гласини, обвинителството да ги превземе потребните мерки. Министерството за правда нема ниту под себе ниту обвинителство, ниту полиција за да може да направи било што, само можам да пренесам информација. Секако, меѓутоа замолив да се проверат тие гласини и доколку се повеќе од гласини и чаршиски муабети, како што ми беше представено, да се превземат мерки. Колку што знам, така и беше јавно соопштено, веќе наредното утро, обвинителката Русковска самата кажа дека се јавила кај министерот Спасовски, дека се јавила и кај обвинителот и дека веќе тргнала постапката. Така што не знам што можев јас да направам повеќе од тоа во тој момент. Впрочем, бегството се случи во неделата вечер, од тогаш имаше доволно време за да се превземат сите мерки, така што не чувствувам ако тоа ви е прашањето никаква одговорност. Тоа ми беше за крај. Да. Едно прашање за државјанството, дали Министерството за правда работи за наоѓање решение за државјанството за тие што немат и дали ќе има контрапредлог во собрање за предлогот на коалицијата Алијанса и Алтернатива? Законот за државјанство е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, така што Министерството за правда нема можности тука да влијае. Доколку го добиеме на мислење, ние ќе дадеме наше мислење, меѓутоа надлежно Министерство за тој закон е Министерството за внатрешни работи. Така што прашањето ви е посоодветно за таму. Јас немам информација дека се подготвува контрапредлог, знам дека дел од партиите се изјаснија веќе за и против, така што тој закон би поминал во тој момент кога ќе се создадат услови во собранието со мнозинство, со соодветно мнозинство за носење на законот.